Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Зоран Димитровски. Зоран Димитровски дипломира на интердисциплинарни студии по новинарство при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Магистрира политички науки при Централниот Европски универзитет во Будимпешта. Професионалната кариера ја започнува како репортер и уредник во младинската програма на македонската телевизија, потоа и како уредник на политичка рубрика во престижниот неделник Студентски збор, нешто и како репортер во Нова Македонија, новинар, уредник и главен уредник на култниот Млад борец, потоа до истите позиции во неделникот Фокус, па пак нешто во Нова Македонија, па во Вечер, па дописник од Вашингтон, САД, па во Медија Принт Македонија, компанијата на Дневник, Утрински вестник и Вест, па уредник и главен уредник во Дневник и во Нова Македонија, па и така натаму, еден период и предавач на Високата школа по новинарство и односи со јавноста, па потоа во политиката, актуелен генерален секретар на политичката партија Демократски сојуз и актуелен заменик министер за локална самоуправа. Зоран Димитровски, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Добре ве најдов. Нема да ви пречи или нема да ти пречи на ти, но како Не ми пречи, помлад сум. Како министер можам, ако имам такви прашања со вие, но како колега може и на ти или ќе миксам. Се на ти. Ќе преживеете ли како влада овие турбуленции сега или ќе има брзо избори? Ајде вака да почнем. Лично не сум уверен дека ќе има брзо избори. Иако оваа влада навистина својата судбина некако, ако може така да се изразам, ја врза за европската агенда и дека повеќе во тој контекст на, како што вие велите, дали ќе преживееме, сепак зависи меѓу другото и од тоа дали ќе биде крената рампата за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Затоа, Димитровски, ќе зборуваме подолу повеќе за политиката. Јас спомнав турбуленција терминот за да ве вратам малку назад, бидејќи поминавме и вие како партија, и владата, и мнозинството, низ еден турбулентен и неизвестен период. Сега може да се констатира, затоа тогаш преживеавте. Но се уште како политичка партија, некако сте ни ваму ни таму, или мнозинството е цврсто, затоа што сега пред малку рековте дека вие верувате дека ова мнозинство и оваа влада, нели, вака ќе ги дочека редовните парламентарни 24-та. Па, формирањето на мнозинството одеше, знаете и самиот како, нели, тешко приклучувањето на алтернатива. Нашиот став беше дека алтернатива пристапи во владата, нели, со една политичка уцена, со барање на многу места и навистина го плативме тој цех кој јас мислам повеќе, иако СДСМ генерално го плати цехот, но и другите партии, затоа што ако го видите бројот на другите помали политички партии кои се дел од владата, сите заедно многу тешко стигаат до оние бројки што ги има алтернатива. Така што таа цена на политичкиот пазар што тие ја испорачаа, водејќи се, нели, од идејата дека сакаат да помогнат во евроатлантските интеграции на Македонија, сепак оној приземен политички интерес надвладеа. И тоа не беше добро чувство за почеток. Се надевам дека во иднина, нели, ќе преовладат овие другите елементи на политичката програма на владата, каде што и од тоа мислам дека и ќе зависи опстанокот на оваа влада. Дали навистина ќе почне сериозна борба против корупцијата и организираниот криминал, дали ќе ги надминеме овие кризи кои што можеби и не зависат толку од нас, зборувам за енергетската, пандемијата и така натаму, но пред се дали ќе почнеме да ги спроведуваме со сериозност оние реформи кои што од нас ги бараат граѓаните, пред се врзани со правната држава и независното судство и дали ќе почне да се зголемува стандардот на граѓаните. Ја спомнавте алтернатива и околностите. Нормално дека коалицијските партнери да се чувствуваат неправдани, нели, на некој начин заради тој колач кога се дели во јавните, но па да не беше алтернатива и несината волја или интерес
се едно да влезе во влада, може би и Демократскиот сојуз ќе беше сега во опозиција или ќе се одеше на нови избори. Се согласувам. Сепак мислам дека е платена превисока политичка цена. Дали е таа оправдана или не, ќе се покаже од функционирањето на владата натаму. Значи, дали ќе превладаат тие себични интереси кај коалиционите партнери, затоа што ние рековме и при поделбата на ресори дека не сакаме министерство без ресор, дека не е идејата да се зголемува владата, напротив, нашиот концепт е да се намалува бројот на државни службеници и државната администрација. Лидерот на ВМРО-ДПМН денови ви украде идејата за 90 пратеници. Да, тоа е идеја што и ние како Демократски сојуз во неколку изборни циклуси ја имаме и Либерално-демократската партија исто така ја има таа идеја, но не е само намалување на бројот на пратеници. Ние предвидуваме и речиси за половина или барем за 1/3 намалување на владата и на државната администрација, меѓутоа и на бројот на министерства во владата. На сите оние функционери, советници и така натаму кои што национални координатори кои навистина многу е тешко да се определи кој е опсегот на нивната работа, а ја чинат државата одредени средства и мислам тоа се средства од буџетот и меѓу другото оставаат печаток дека една мала држава која не може која е сиромашна и не може да си дозволи, се разбира, генерално не би требало да си дозволи таков тип на трошоци, да биде од граѓаните доживувана како гломазен инструмент кој што троши пари на државната. Може ли малку самокритички? Вие сте актуелен заменик министер за локална самоуправа. Прво, оправдано ли е постоењето на заменичките места и воопшто дали е оправдано постоењето на Министерството за локална самоуправа? Сами спомнате дека ќе треба и во рамките на влада, вие како партија посакувате да има рестрикции. Значи, ако ме прашате искрено, вака поставени заменичките места имаат одредена улога во смисла нели ние не сме заменици министри во владата, туку сме заменици на министерот во министерството. Иако нас не бира парламент, сме заменици на министерот. И секаде онаму каде што министерот не може да стигне дел од работите да ги заврши, ги делегира на заменикот. Инаку замениците немаат своји изворни ингеренции, области. Така што штом тоа зависи од министерот, тогаш зависи од карактерот, волјата и така натаму структурата на министерството. Што се однесува до Министерството за локална самоуправа во соседството, па и во некои европски земји, ова министерство е повеќе врзано со регионалниот развој. Кај нас регионалниот развој е само еден мал сегмент. Ние имаме буџет оваа година нешто повисок до 90 милиони евра, меѓутоа околу 5 до 7 милиони евра, кој е искрено речено многу низок и тие пари се многу малку за да помогнат на регионалниот европските фондови. Европските фондови нели на страна. ИПА фондовите за предпристапна помош, тие се во делот на прекогранична соработка. Мислам за регионалната, за прекограничната соработка. Да, во дел на прекограничната соработка и тоа се средства нели во зависност од сега треба да биде освоена третата ИПА 3, каде што се ветени одредени средства, меѓутоа нема стрикни пари, туку како која држава, нели, така ќе биде во ИПА 3, како која држава ќе излегува со што повеќе проекти со соседните земји, нели, со партнерот од другата страна на границата, така ќе се определуваат фондови. Меѓутоа, сакам да кажам, ова ми беше поентата, дека овие министерства за локална самоуправа да речеме во Бугарија, во Грција, се министерства за регионален развој, каде што се слеваат сите средства кои што се и за инфраструктура, за развој на не само недоволно развиени подрачја и така натаму, кај нас се тие распределени во повеќе министерства, во Министерство за транспорт и врски, во некој, да речеме, труд социјала. Тоа не е добра поставеност. Што вели праксата? Треба да се концентрира на едно место. Праксата вели дека регионалниот развој треба да се концентрира на едно место и да биде министерството за ова министерство да прерасне во Министерство за регионален развој. Затоа што локалната самоуправа е само еден сегмент кој што јас повеќе би го нарекол теоретски, затоа што вие го правите процесот нели на децентрализација и тој еден ден ќе достигне ниво на завршување и во тој момент ќе треба да ја укинете вие. Ве враќам на почетокот сега малку за функционирање генерално на целиот систем, па и на владата, чиј член сте. Како велат, власта милува, но корупцијата урива. Само поради корупција главно испопаѓаа сите влади до сега на некој начин.
таков впечаток во јавноста. Ние сме како држава се уште на високо скалило. Корупцијата веројатно ја ги беше епилог и на локалните избори, што никој не ги очекуваше по две линии, бидејќи анкетите, испитувањето на јавното мислење упатува дека ниту погоди излезноста, ниту погоди резултатите. Значи, фијаското беше на водечката партија во чија коалиција сте и вие. Рековте дека ако доколку оваа влада има ли капацитет оваа влада тоа да го иструка, да намали корупцијата, граѓаните да стекнат доверба повеќе во правниот поредок, во системот, во институциите, во контролата? Па прво сега видовме дека на најновата листа нели на Transparency International има поместување во позитивна смисла за Македонија, пред се благодарение на, како што таму е опишано, нели, на ангажманот на антикорупцијската комисија и на вистина поставувањето независно во целиот тој систем на организа или борба против корупцијата. Ние како политичка партија Демократскиот сојуз предложивме формирање на агенција за борба со висока корупција. Значи, се разбира, некој ќе рече дека кај нас има премногу нели такви органи. Имавме министер за борба, односно вице-премиер за борба против корупцијата. Имаме институции. Агенција, прости прекинувам, ќе биде независна од Министерството за финансии или од Министерството за внатрешни работи. Идејата е тоа да биде независна агенција која што нема да се формира од владата ниту од собранието. Тие секако ќе бидат дел од дел од факторите кои што ќе учествуваат во незиното формирање, но би ја формирало едно тело од пред се луѓе независни, значи од областа на правото, адвокати, експерти, професори, новинари, професионалци. Мислам, тоа би било професионален ангажман на членовите. Едно тело кое што би ја формирало, значи за да има многу поголем легитимитет и да нема политички багаж никаков дека ја формирало собранието со мнозинство или дека ја формирало владата. Тоа е едно. Вториот дел ќе се занимава само со висока корупција, да речеме со над 200-300 илјади евра. Ми го земавте таа констатација, ми го зема прашањето за гледачите на Дистрикт. Што подразбирате вие кога спомнувате висока корупција? Не лично вие, генерално како предлагачи на идејата за независност. Висока корупција пред се врзана. Значи контрола на тендерите, на таму каде што многу пари се контрола на високите јавни набавки. Но може грешам, но мој впечаток е дека граѓаните повеќе мислат на корупција на она дневна по јавните предпријатија, по агенциите, по тие мали буџети, секаде распространети во државата, по општините и така натаму, по тие тендерчиња, за чини, за кафе, за угостителски услуги, злоупотреби и така натаму. Се согласувам дека да е голема корупција од 200 милиони, веројатно тоа брзо и ќе се види. Да, меѓутоа, знаете што, ние немавме фактички одговорност за високата корупција ако се свртиме наназад во изминатиот период. Имавме големи ветувања, па видовме како тоа сето се изјалови преку, ако може да кажам, правниот систем, скандалозната улога на председател на специјалната јавна обвинителка, која што лично беше инволвирана во таков скандал и дека граѓаните имаат изгубено довербата дека агенцијата за потекло не покажа нешто агилно, освен вака пресконференции, ни една сума, ни една бројка се уште не се валоризираше. Значи ние не видовме реален резултат, видовме одредени потези. Да, сега еве пред некој ден обвинителот кажа дека повеќе функционери, обвинители, луѓе кои што се од извршната власт почнати се одредени процеси на прогон, односно поднесување на обвинителни акти до судиите и така натаму. Видовме дека антикорупцијската комисија покрена голем број на процеси, меѓутоа повторно ќе речам дека ингеренциите на антикорупцијската комисија сепак не досегаат до нивото да таа може навистина да гони, иако има право да поднесува кривични пријави до обвинителството, но велам она што ги одзема парите од буџетот, она што го намалува буџетот и можностите да се финансираат други проекти кои што се во интерес на граѓаните е високата корупција. Факт е дека граѓаните на локално ниво или во секојдневието се соочуваат со корупција на шалтери, со корупција. Ние се надеваме дека тој тип на корупција се повеќе
иако тој зависи понекогаш и од менталитетот, мора да бидеме искрени. Кога одат луѓето на лекар ќе остават 100 грама кафе или не знам што, и самите бараат начин како нивниот болен кој што е згрижен во болница да има подобар третман, па нудат. Не велам дека ќе биде малку смешно ако тука ја бараме корупцијата, нели? Како вела но тоа рушвет внимание повеќе. Но тоа не е клучниот проблем на држава. Клучниот проблем е високата корупција, за кој треба да се зафатиме сериозно, затоа што сметаме дека без оглед на политичката волја што оваа власт, да речеме, ја покажа малку повеќе отколку претходните, затоа што имавме претходно еден сериозен режим кој што ја гледаме денеска што се случува, нели, по судовите, сите нивни шампиони на поранешната власт се соочуваат не само со судски процеси, веќе и со пресудени затворски казни, но мора да покажеме ние дека сме имуни на корупција како влада, имуни на корупција како систем пред се. За да го направиме тоа, прва мојата крупна забелешка во овој сегмент е однесувањето на обвинителството и на судството. Затоа што ако се сеќавате вие, па дури од времето на шарената револуција, кога сите демонстриравме против нели режимот, имаше многу новинари, многу интелектуалци кои што се токму за тоа се бореа. Но јас не видов тогаш суди, обвинители, многу малку адвокати и така да се приклучат на таа борба. И кај судската и обвинителската фела ние до денешен ден гледаме еден вид на сервилност кон секоја власт. Дури тоа не мора да значи дека зависи само од политичката волја на владата. Тие луѓе, не сакам да ги обвинам, се разбира, сите тама има извонредни професионалци, но меѓутоа мислам дека не покажа сила, чест на исклучоци, да навистина се Имено, кога велите има прекрасни професионалци, нели? Но тие професионалци што прават за тие грст нивни колеги? Така, значи мојата забелешка е видовме во овој изминат период дека некои обвинители и пркоселе, условно речено, на власта, па сакале не сакаат да слушаат политички наредби, меѓутоа тоа треба да биде доминантен процес. Тоа треба да биде правило персе. Не мора политичарот да се јавува на обвинителот и да му нарачува обвинение или да се јавува кај судијата да нарачува пресуди. Доволно ние имаме обратни процеси, имаме процеси на обвинители и суди, тие гонат или пресудуваат онака како што очекува одредена политичка гарнитура на власт. Тоа треба исто така да се измени. Тоа дело, тоа се менува, се разбира, со посебен обвинителски судски буџет и така натаму, меѓутоа мора едукацијата на менталитетот и свеста кај тие луѓе, интегритетот и нивната професионалност. Ќе се наврата малку на партиската доктрина на Демократскиот сојуз како владин партнер сега. Прво да прашам, идеолошки е десно подесно или десно понад центар? Како се гледа Демократскиот сојуз? Демократскиот сојуз по повеќе прашања е центристичка партија, меѓутоа факт е дека по некои прашања да речеме поконзервативна. Например, ние сме против легализација на марихуаната. Ако е тоа, изминативе години. Некаков репер, да. Некаков репер, затоа што не се покажа и дека е тоа некаков предлог изминативе години, нели, и од партијата на власт. Има прашања, се разбира, не можете да направите таква идеолошка поделба сериозно, затоа што ние се уште како држава патиме од некакви основни примордијални, ако може така да се каже, клишеа за идеологијата за идеологијата, да. И во суштина, нели, она што се случува во светот, доминираат две некакви теми. Движењето на зелените, каде ќе го сместите денеска? Сите се за, и веќе и десни партии почнуваат да зборуваат за, сите се за екологија, заштита на животната средина поради климатските промени и така натаму. Потоа, ние како држава која што произлегла од еден поранешен систем или како една балканска средина каде што се уште владеат корупција и организиран криминал, борбата против корупција и организиран криминал е нешто што нема идеолошка во кругот. Или, не знам, младите
велат дека либералите многу повеќе се посветуваат кон младите или социјалдемократите, но нас сите млади ни отидоа во странство и мора да имаме концепт и десните и конзервативните и левите, на таа тема. Сите на таа тема. Така што има некои прашања кои што немаат врска со чистата идеологија. Вие сте генерален секретар на Демократскиот сојуз, прагматично сега за партијата како владин партнер. Кога Демократскиот сојуз е во влада, практично го држи ова мнозинство, ако така може да се каже, на некој начин, заедно со другите, па и помали партнери. Од една страна, постојано во овие премрежија владини ќе биде или не ќе биде, ќе се оди на избори или ново мнозинство, Демократскиот сојуз застануваше за Социјалдемократскиот сојуз. Но, од друга страна, не престанува како партија која сепак има влијание за одржување на мнозинството, да ќе погрешам ако речам да уценува, да употребам друг термин, да бара, но и да условува, доколку ова не го направите, ќе го направиме тоа, нели? Доколку една изборна единица не, ние ова ќе го направиме. Може ли во едни такви околности владата да функционира и мнозинството порелаксирано? Па вака, прво значи според мене сите досегашни настапи, различни мислења на Демократскиот сојуз, иако е дел од коалицијата по повеќе прашања, сметам се дека се дел од демократијата, затоа што многу лошо би било некој, нели, има забелешки кон нас, дека па вие сте дел од владата, зошто сега критикувате? Обично опозицијата тоа не го забележува, или опозицијски медиуми, опозицијски новинари, каде што велат, ама што не излезете од влада ако веќе ја критикувате за ова прашање? Значи, што е идејата? Вие сите политички партии во власта да имаат унисоно мислење и за се да се согласуваат, па ние имаме расправи на седници на владата за одредени прашања каде што министри не се согласуваат, па ако нема консензус се одлага точката и така натаму. Со други зборови, вие можете да имате различно мислење. Се разбира, многу е важно дали комплетната политика на владата, ако вие не се согласувате со се што прави владата, тогаш тоа може да биде причина за да ја напуштите. Но по одредени прашања се разбира дека имате право да ја коригирате. Ако партијата изјави доколку ова не го направите, ние ќе го преиспитаме учеството. Нели е тоа притисок еден непринципиелен, во таа смисла? Да, прашањето е или малку вие коректно во контекст на бидејќи СДСМ ветуваше уште на изборите во 2020 во предизборната кампања и тоа е дел од програмата за дека Македонија ќе биде една изборна единица. Тоа е барање на повеќе помали политички партии и етнички и овие другите во кои сме ние, нели? Така што ние инсистиравме тоа прашање да се постави на дневен ред. Поднесовме закон минатата година, по тој закон не е ставен на дневен ред на седница, долго време се калкулира со тој закон. Ние сакавме да видиме дали навистина нашиот коалициони партнер СДСМ има сериозна и искрена намера да постапи, затоа што така ветува, така декларира. Прашањето не беше поставено во уцена во смисла дека ќе ја напуштиме власта ако не се изгласа законот, затоа што не гласа само СДСМ. Вие знаете дека во нашиот парламент со 2000 амандмани може еден пратеник да сопре се. И така и беше случајот минатиот пат ВМРО, ДПМН и ДУИ поднесоа 2000 амандмани на законот. За да не дојде воопшто на дневен ред. Иако мислам дека тоа прашање е ужасно, мислам дека тој начин на блокада на парламентот ужасен, ќе мора да се најде модус како да се избегне. Идејата ми е само да кажам дека ако ние видиме дека СДСМ е пречката да се стави на дневен ред, во тој случај ќе ја преиспитаме нашата коалиција. А не ако на крајот, знаете што, ние градиме консензус. Еве видовме сега дека ВМРО ДПМН рече и тие се за една изборна единица. Освен ДУИ која што се уште е резервирана, затоа што тие имаат своји калкулации, видовме дека се гради се поширок консензус во парламентот за усвојување на ова. Ајде вака остануваме на една изборна единица, нели, на барањето на помалите партии. Тие помали партии ги спомнахте вие и ДОМ, и Либералната партија, вашата Демократскиот сојуз. ВМРО Народна партија бара исто. Тие се турските партии бараат исто. Секако, но тие се партии кои на македонската политичка сцена се веќе 20 и кусур години наваму. Нема помлада партија. Ако во овие 20 и кусур години... Освен Левица. Јас и не ја спомнав во овој клуб, ако во овие 20 години не успеале малите партии да станат големи партии,
Како мислите да успеат во една изборна единица? Ако има Демократски сојуз еден пратеник сега, веќе има двајца пратеници или тројца. Ќе биде ли тоа голема партија со големо влијание? Не. Па, Или знаете, грешам? прво не е идејата да малата партија мислам, се разбира, секоја партија сака да стане голема и да дојде на власт. Меѓутоа не е идејата на промена на законот во тоа да малите партии станат големи, туку да добијат еднаква шанса прво. Затоа што ние во целиот тој корпус на промена на изборниот законник бараме и други работи да се променат, затоа што сега според законот 90% од медиумското време го имаат 4 најголеми партии. Најголемите средства од буџетот ги добиваат 4 најголеми партии. Ќе ве прекинам, но тоа нема врска со територијата изборна, со една изборна единица. Тие критериуми и други, околу финансирање, медиумски... Не, ма тоа е многу важно за рамноправен настап на изборите, затоа што ако сте вие политичка партија која што еве утре ќе формирате политичка партија и вие не знаете дали сте мала или голема, видовме во Бугарија што се случи една партија ново формирана, ги освои изборите. И вие како ново формирана партија утре немате медиумско време во кампањата да се представите. Државата им плаќа 90% од средствата одат за најголемите политички партии 4 и тие имаат доминантно време во изборната кампања. Ние поднесовме уставна иницијатива како Демократски сојуз дека сметаме дека тој дел од законот е неуставен затоа што немаме рамноправен настап во тој дел. Во однос на една изборна единица, сега има нели други предлози за намалување на бројот на пратеници за кои што стоиме и ние. Ако гледате вие според 6 изборни единици во Македонија, зборуваме за цензус многу висок цензус од 5%. Ако ги пресметате бројките, во 6 изборни единици отприлика вам ви треба 5% да имате поддршка од бирачкото тело да влезе ваш пратеник. Сметаме дека е тоа многу висок цензус и од тие причини една изборна единица без цензус или тоа го ставаме на маса, ќе разговараме евентуално ако има притисок и за изборен праг, да може да се обезбедат на вистина рамноправни услови за учество на повеќе партии. Што се однесува до тоа колку пратеници би освоиле, ние од секогаш сме сметале дека најдобро е сојузувањето на партиите и во центарот и во левицата. Сега ќе ме разберете, не погрешно, правилно, ама можеби малку ќе биде непријатно. Се враќам назад. Ако 20 и кусур години една политичка партија е почнала како мала и останала после 25 години мала, не може да се претпоставам да се гледа само во законот, изборниот закон, изборните единици, поставеноста на избирачкиот процес и така натаму. Може би по-круцијално прашање ќе биде тоа, го сакам да го слушам ставот и на Зоран Димитровски и на Демократски сојуз околу финансирањето на политичките партии, бидејќи во јавноста се погласни се негодувања, во непартиската јавност, се погласни се негодувањата, па и кај малите политички субјекти, за тоа каде се трошат буџетските народни пари во финансирањето по 1 милион, по 2 милиони евра на политичките партии за кампањи. Апсолутно, ние би го поддржале токму тоа, затоа што сега, искрено речено, најголемиот дел од средствата повторно ги добиваат неколкуте политички партии најголеми, другите добиваат трошки и тоа по некаква формула која на крајот може да биде подлежна и на манипулации во Министерството, не велам дека Министерот за правда тоа го прави, меѓутоа дека помалите политички партии навистина добиваат некакви трошки. Не, Министерството знаете подобро од мене тоа. Тие работи се пакуваат во партиските штабови, па потоа низ институции се валоризираат. Апсолутно. И значи идејата на воведување на државно финансирање на политичките партии беше, поентата на таа идеја беше да престане она другото тајно, независно, олигархиско финансирање на политички партии. Тоа престана ли? Мислиме дека не престана. Според тоа, ние би го поддржале комплетно бришењето на државното финансирање на политичките партии. Немаме воопшто дилема за тоа. Меѓутоа, кај нас има една пракса, нели, олигарсите секогаш да ги финансираат оние политички партии кои што сметаат дека можат најмногу да им испорачаат. И затоа се условно речено да се испорачаат каде што лежат тендерите, нели? Да им испорачаат потоа некаква услуга. Спомнавте Димитровски за преку ноќ
како некои стануваат големи, спомнавте за Слави Трифунов во Бугарија, беше прва партија, па сега трета, на Петков партијата, која од нула, од ништо стана голема партија и ја презема владеачката палка во Бугарија. Да не се враќам на Украина, Зелински како стана преседател, не знам, во Хрватска градоначалникот во Загреб, од нигде никаде, нели? Значи, ниту медиуми, ниту буџетски пари за финансирање на кампањи, но ова што ни се случи на локалните со повеќе независни листи, е ли тоа сигнал дека и во Македонија, кога зборуваме за гласичко тело, мислам на менталитетот на електоратот, се менува ли тој презаситен ли се од големите партии, но кога велам презаситени од големите партии, тука на купче на некој начин во прашањето ги ставам и малите партии кои со децении се присутни или деценија две се присутни на македонската партијска. Искрено речено, мислам дека ние се уште имаме доминација на тие 4 најголеми партии, иако во албанскиот блок гледаме една поголема сегрегација. Значи не се тоа само два субјекта кои што се рециклираат 30 години, како што е во македонскиот блок од прилика. Во македонскиот блок е СДСМ и ВМРО-ДПМН не се рециклираат. Меѓутоа, мислам дека огромно е влијанието тука на медиумите, пред се на доминантните мејнстрим медиуми, кои даваат црно-бела слика. И вие во тој простор не дека немате, значи, еве сега имаме малку по-ослободен медиумски простор, да речеме, после режимот од 11 години, но повторно, кога се кампањите во прашање, кога е во прашање предизборен период, другите политички партии имаат многу потежок пристап до медиите. Како да го завртите вниманието кон медиумите? Ако кажете ние доколку владата ова не го направи, ние нема да гласаме и излегуваме, тогаш ве има на програмите. Знаете што? Може би тој дизајн го планирате? Формулата за да бидете што порадикални, за да бидете во медиумите, може да функционира. Некои партии така стануваат помоќни. Може да функционира, меѓутоа прво ние како општество и како гласачи и како граѓани сме малку по-конзервативни воопшто како Македонија. И ако гледате навистина она што се случува, да речеме, еве и во Србија, колку пати се променија доминантните владеачки структури. Во Србија имавте нели социјалисти, па тие стана на крај трета партија, иако се секогаш дел од власта, но радикалната партија се растури. Па имате сега СНС, па имате многу повеќе други играчи кои што се појавуваат. Во Хрватска долго време ние бевме еден вид огледало на она што се случува во Хрватска. ХДЗ и СДП. Но веќе гледаме процеси во Хрватска каде што во делот на се ронат крупните политики. Ерозија на Кај нас се уште не видовме ерозија на довербата. Кај нас се уште не во Грција видовте, ако се европска земја, меѓутоа имаше нели доминантна ПАСОК и неа демократија. Видовме дека левицата се трансформира, се различа на повеќе партии и така натаму. Ние сме малку по-конзервативно општество. Можам да кажам дека искрено на некој начин како да, иако сме во безбедносна и друга регионална смисла американски, на некој начин протекторат, како да ја имаме таа слика во политиката американска, дека сме левица, десница, условно речено, значи СДСМ, ВМРО-ДПМН. Мислам дека од време на време некој Трамп ќе се појави. Да, мислам дека тоа рециклирање го овозможуваат и медиумите, и бизнисот, и олигархијата, и дека причината за тоа е веројатно многу потемално треба да се изанализира, дека е системот поставен така, не само изборниот, не само можноста нели за политички настап на партиите, туку и економскиот и финансискиот, ако сакате, и улогата на банките во општеството. Така. Ни треба ли Европска унија по секоја цена? И Бугарија има ли шанси да крене рампата или ова е така, малку убави се муабетите на владините комисии, но се уште нема никаков сигнал дека ова може да донесе некој епилог, да одговори на потребите на нашето прашање да се крене рампата. Прво, Европска унија на нас навистина ни треба. Значи, нужно ни треба, затоа што без сериозна перспектива за европеизација на овие простори, ако не знаеме нели колку тоа патување би можело да трае, тоа се зависи од трансформацијата внатрешна и во Европската унија, од нивната политичка волја. Меѓутоа сме на возот и тука не да бидеме во вагонот, да бидеме во еден од вагоните
овие земји од Западен Балкан е многу важно, а да не бидеме нели на крајот. Односно да не бидеме отпишани на некој начин од членство во Европската унија. Ова што сега се случува на релации со Бугарија е навистина една нова атмосфера, една нова динамика во односите. Видовме дека премиерот Петков сака да промовира нова политика и посебно видовме... Прашањето ми е што имаме ние како Македонија која е блокирана од страна на Бугарија од овие разговори, од оваа нова политика на Петков и од тоа прифаќање од наша страна. Па до сега немаме ништо, меѓутоа ќе имаме во моментот кога ќе биде крената рампата за почеток на преговорите за членство. Јас се надевам дека тоа, не само што се надевам, туку мислам дека натаму одат работите, дека ќе биде крената рампа оваа година. Им треба време и на Бугарија како општество, како држава. Дали тоа ќе значи дека ние ќе ги разрешиме сите спорни прашања со Бугарија, не верувам, затоа што мислам дека голем дел од прашањата ќе останат и во историската комисија, меѓутоа ќе биде изграден еден механизам како тие да се решаваат. Има многу работи затоа што ние прво ова е нели асиметрична позиција. Бугарите се внатре, ние сме надвор. Тие поставуваат одредени услови кои ние треба да ги исполниме. Многу граѓани сметаат дека тоа не е фер. Да, се разбира, не е фер. И ние влеговме во таа ситуација дека е нефер. Како се однесува Бугарија, треба да ценат исто така и земите членки на Европската унија. Потребите се наши, ние бараме да станеме членка. И проблемот е што не можеме да поставуваме услови при тоа. Едно нели од најапсурдните барања што се поставува е апсурдно во смисла не дека е неостварливо, дека е остварливо и дека би го прифатиле, во исто време нели да можат бугарите да влезат во уставот во Македонија, а да не се ни споменат македонците на оние средби. Се сеќавате на изјавите и на премиерот Петков, јас воопшто не ни разговарам за тоа. Значи дека па го оценуваат приемот на Омо Илинденси кај председателот како провокација и така натаму. Бугарската страна не рече дека нема македонци, туку сакаше да каже нема организации, нели? Нема малцинства. Тие велат нема статус малцинство, нема малцинство. Нема конституција на малцинства. Инаку во пописот тамо има 1650 македонци во пописот од 2011 година, така што македонци постојат. Како македонци се определуваат веројатно и други со потекло и од Егејска Македонија, стотици илјади што живеат во Бугарија. Ова прашањето човекови права што го наметна тие на сметка на историските. Тоа повеќе ни годи, тоа е европска тема. И тоа ќе имаат бугарската страна повеќе проблеми со самите себе отколку што и ние ќе имаме со бугарите. Тоа прашање годи во европска, затоа што видовме и поранешниот вице-премиер за Европа од Германија Рот го постави веќе прашањето за македонското малцинство во Бугарија. Тоа прашање условно речено на долги патеки нам ни годи, меѓутоа може да создаде одредена конфронтација во Македонија во оваа смисла. Ако вие знаете, голем дел од граѓаните сметаат дека е понижувачки да не можеме ние ништо да направиме за нашите македонци таму, а во исто време да се бара за бугарите да се прави. Токму затоа е веројатно блокадата од страна на Бугарија, зашто ако Македонија тргне по патот на Европа, тие прашања не се тема на начин на кој Бугарија ги поставува дека ако нема во устав дека не постојат граѓани, нели со таква определба и така. Уставот е една работа. При крај сме на емисијава. Јас почнав и наредив каде сте работеле, уредникувале, главен уредник и така натаму. Каде не сте биле уредник и главен уредник Зоран Димитровски? Да, се шегувам, ви недостасува ли новинарството, она дневно, активно, не мислам на дневно. Искрено речено, нели, јас сум новинар откако сум почнал професионално да работам и така се оценувам себе си. Како новинар, не е тоа професија, нема поранешен нели новинар, без оглед што вие професионално сега не се занимавате со тоа, повторно ако сте по професија новинар и ако така размислувате, новинарството и политиката се блиски на некој начин области, иако сте ваму од другата страна. Сега ме интересирала, од другата страна, како го цените новинарството? Можеме ли сега воопшто да констатираме дека македонското новинарство е седма сила и четврта власт? Или се оддалечивме многу од... Па, мислам дека се доживеа многу
промени и трансформации во Македонија во новинарството. Некои работи се подобрија, меѓутоа некои се влошија, искрено речено. Оној ентузијазам од 90-тите години на плурализам што имаше, многу потоа овие претходно што ги спомена олигархиски кругови некако го зграпчија новинарството. Тоа стана трка за бизнис, трка за тендери и трка за влијание. Значи и бизнис интереси, зборувам сега, и политички, затоа што па бизнисот се врзуваше со политички елити. И новинарите тука останаа на некој начин да бидат слуги. Медиумите практично стана и се уште се алатки, нечи или прегрубо е ова? Па, мислам дека во генерална смисла да. Мене ми е жал што, да речеме, денес во мејнстрим медиумите вие можете да видите поголем плурализам. Можете да видите повеќе слобода, повеќе различни мислења и ставови. Меѓутоа, кога станува збор за некои клучни прашања кои што и се важни на одредена политичка на власт, медиумите многу тешко се четврта власт, она што би требало да биде. Не се врзуваат за теми, се врзуваат за субјекти, партиски повеќе. Апсолутно. Од тука гласот на условно помалите партии не е доволно артикулиран во медиумите. Има, мислам, и од мејнстрим медиумите има внимание кон малите политички партии, но не велам овде дека тоа е некаква политика, туку тие знаат дека нивното влијание е мало и дека ако некогаш го дадат нивното мислење дека нема да има кој знае какво влијание. Да. Идејата ми беше во новинарството во Македонија огромно влијание имаше интернетот, кој освен демократизацијата направи една негативен резултат со тоа што секој денеска може да биде новинар. И вие веќе ги изгубивте стандардите и критериумите на новинарски производ. Секој може да се занимава со новинарство, но секој не може да биде новинар, нели во таа смисла? Да, но секој мисли дека може да биде новинар и многу портали кои се отворија, кои доминираат. Во новинарството Зоран Димитровски ги достигнавте или си искачивте на сите врвови. Значи на највлијателните медиуми сте бил уредник и главен уредник и така натаму, пишувате текстови, влијателен, да не повторам, да не се враќам на почетокот, за жал не истече времето, но веројатно во вашата биографија ќе читаат генерациите натаму кој бил Зоран Димитровски во новинарството. Мене ме интересира на крај каде натаму Зоран Димитровски? Во политика, во новинарство, во компанија некоја државна, во приватен некаков сектор или во дипломатија може? Па не, јас скоро сум во политиката, така што мислам дека ќе продолжам во политиката во овој нареден период. Имаме задача уште да ги оствариме овие барања да се демократизира повеќе политичкиот изборниот систем во Македонија, да се засили борбата против корупција. Сите оние неколку елементи што и јас како новинар цел живот сум се борел и сум пишувал, да се европеизацијата, да видам дали можеме од оваа позиција, иако знаете што некогаш без оглед што е мала политичка партија, некогаш можете да имате, бидејќи како мала политичка партија, вие имате многу помалку луѓе кои што може да, кои што сакате да дојдат на одредена позиција и да имаат влијание. И вие немате обврска да вработувате 10.000 членство. Вие немате обврска да се занимавате со клиентелизам и непотизам, туку можете да се концентрирате токму на тие теми кои ве интересираат. Тоа е предност на малата партија на некој начин во нашите околности, кога нема контрола, кога институциите не функционираат, кога корупција е доминантна и така натаму. Дистрикт, Цил пред студио, Зоран Димитровски, ви благодарам. Благодарам и вам.